Внимание, внимание! Зборима неговото височество фудбалот. Почнува најголемиот спортски спектакл на планетата. Светското првенство на кое за прв пат во историјата ќе играат 48 репрезентации во 3 земји домаќини пред милиарди гледачи ширум светот. Новата мундијалска приказна тргнува од легендарниот стадион Ацтека во Мексико Сити, каде првиот надпревар ќе го одиграат домаќинот Мексико и Јужна Африка. Кои се фаворитите за титулата? Може ли Аргентина да остане на тронот? Дали Шпанија и Франција се главните кандидати за светскиот врв? Колку е опасна Германија кога сите ја отпишуваат? И каде е Македонија? Односно уште колку ќе треба да чека за остварување на најпосекуваната фудбалска мечта? За историјата, за рекордите, фаворитите, изненадувањата и магијата на светските првенства разговараме со мојот колега од спортската редакција на Телма, Бранко Казаковски, и поранешниот македонски репрезентативец и тренер Срđan Захариевски. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдовме. Да тргнеме малку историски, бидејќи мене лично светското првенство ме асоцира на мирис на липи, на рано лето, на почеток на школскиот распуст. Која е вашата прва асоциација вака кога ќе се навратиме, првото сеќавање што ви доаѓа пред очи кога станува збор за мундијал, и кој од светските првенства на кои се сеќавате ви оставил најсилен впечаток до сега? Не знам, Срđan, повели ти прв. Па добро, мене не ме подсеќа баш на Липина, фудбал за мене и живот, така да тука е голем адреналин, секогаш европско светско првенство се посебни, затоа и луѓето се организираат, гледаат по кафичи, по кафеаните, по секаде се организираат. Значи тоа е најгледан спортски настан, фудбалот е и најважна споредна работа на светот. Секое светско си носи своја убавина, но она што ми останува впечаток, каде што тогаш бевме една држава, каде што се сеќам тоа 90-та година во Италија, каде за жал Југославија тогаш испадна од Аргентина на пенали. Под водство на Ивица Осим. Под водство на Ивица Осим, каде што имаат екипа, имаат тим за да го освојат титулата, така да тој мундијал некако ми остава најголем впечаток. Добро. Бидејќи како една држава, заедничка држава сме биле најблиску, затоа го коментирам ова. Да, веројатно фудбалот за некои е задоволство и релаксација, за тие што професионално се занимаваат. Почеток на подготовки за нова сезона. Почеток на подготовки, адреналин и стрес. Бранко, ти како се навраќаш на мундијалот? Јас првите сеќавања од светско првенство ги имам во САД, точно кога беше 94-та. Не толку внимателно сум ги следел, тогаш имав 8 години. Но се сеќавам на албумот, на сликичките и на фамозното финале и оној пенал на Роберто Баџо. И се сеќавам дека секогаш кога игравме во мало фудбал и сите бевме некако Роберто Баџо во тој период. Беше реално играчот број 1, златна топка и така натаму. И малку ми е жал сега кога гледам наназад како носталгија, ми е жал што повеќето луѓе се сеќаваат на Роберто Баџо само заради оној промашен пенал во финалето против Бразил, кога не беше баш одлучувачки, но можеше да ја продолжи таа серија. Тие ми се некои први сеќавања од светските првенства. Можеби омилено светско првенство ми беше 4 години подоцна во Франција, 98-ма. Некако бев малку поголем и повеќе го разбирав фудбалот. Тогаш првпат го собрав целиот албум на Франција 98-ма. Ја купив првата видео игра Франција World Cup 98-ма за на компјутер и некако од детските денови ми остана Франција 98 како омилено светско првенство. Имаше некои интересни надпревари. Дан тогаш ми влезе во радиусот, во радарот дека е оној, нели, еден од најголемите на сите времиња. Да, веројатно секоја генерација си има своји спомени. Ти видиш се сеќаваат многумина на Роберто Баџо и промашениот пенал. Секој човек си има различни емоции и се врзува за нешто различно. Јас кога ги спомнав липите, распустот и летото, ги заборавив сликичките и полнењето на албум. Дали професионалните фудбалери собираат сликички и албум, или тоа беше задоволство и привилегија само на нам од другава страна, што го гледаме фудбалот како... Па секако дека има, јас ќе кажам, Зоран Бошковски Чоко, мој голем пријател, знам дека секогаш и не знам од која година сите албуми ги собира, сите албуми ги со сликички ги има, но морам да кажам дека ова светско првенство како да е посебно, сликички мислам дека ако дојдат еден ден или ги снемува за
15 минути. Последно во лоша смисла, значи, многу се искомерцијализира, прво е многу скапо едно пакетче, 75 денари. Па очигледно не е многу скапо затоа што нигдека ги нема и цело време се купени Купуваат пакетчиња. по цели пакети, така нема дете што не Што имаат собира. пари што не е оставено како кога бевме ние деца, кога Па, не знам, може би одредена во- сума на пари ќе се купат 2-3 пакетчиња. Може би во минатото беа по другите времења, па родителите беа поскромни и ни даваа пари да купиме 2 пакетчиња. Сега може би не се толку скромни. Ја не знам дали сега има повеќе пари од минатото, мислам дека тука се работи малку за скромноста, веројатно. Па не знам да купиш Нови стилови, нови да, генерации. да купиш цела кутија, мислам дека малку и бој. Да, се губи моментот на собирање и- на сликички. Да. Сигурно дека не знам, повеќе пари имаат. Добро, по многу нешта е различно. Некако се менува многу брзо. Еве по 96 години историја, кога земеме првото светско првенство во Уругвај 1930-та, 22 одиграни светски првенства до сега. Нов формат, многу новини. Дали проширувањето на 48 репрезентации, прво поголемо проширување од 98 наваму, од она на кое Бранко се сеќава. Дали и со овој потек се губи дел од ексклузивноста што ја има светските првенства или сметате дека е добар потек? Па мислам дека квалитетот секако дека ќе трпи. Квалитетот 48 репрезентации, тука има и неатрактивни и репрезентации што ете како дебитанти, Узбекистан, Курасао, Кабо Верде, уште една мислам Хаити, мислам дека. Хаити. Да, Хаити. Така да тука се губи на квалитет, но мислам дека што би рекол Трамп, ова е ново време, а не знам што е ново време, само кога не знаеш нешто да кажеш, привикни се на новото време. Мислам дека е све комерција, све во парите, све во тој маркетинг и веќе не се гледа толку на квалитет што пред, да кажеме 20 години, 15-20 години квалитетот бил главен фактор, така да сега е све во пари, све во комерција и да не забораваме дека 48 земји ќе живеат, економијата ќе им се зголеми, повеќе трае 39 дена од вообичаеното 30 дена колку траеше светско. Значи економијата на тие земји многу ќе се подобри, секако и овде на домаќините. И на домаќините. Секако дека и ние што не сме учесници, секако заедничкото гледање, пак е трошење на пари, пак е подобрување на економиите, многу се гледа на тој бизнис. Само ќе кажам еден податок, ова што беше финалето, за прв пат финале на Лига шампиони да се игра во 18 часот. Од многуте образложувања, што дали превоз, дали фамилии биле, дали ова, и последната реченица таа ми остана, победникот што ќе победи, тука да останат, за да може и Будимпешта да се потрошат пари како славеници, да останат и во Будимпешта, зашто ако завршат, ако 9 ќе заврши 11-12 часот, локалите се затворени, а вака ќе заврши 8, за да Будимпешта профитира од тоа, за да може да се потрошат што и повеќе пари. Да, тука бе и тебе правата за другите континенти. Да, секако дека покрај тие пари, него последната реченица ми остана, значи веќе мислам дека квалитетот трпи во име на парите и на дополнително бизнисот. 104 на превари, најскапи влезници и тоа за најпросечните, односно најслабите репрезентации, ако може така да се каже, да не отпишуваме никого, но еве оние прв пат кои учествуваат, милиарди гледачи, велите телевизиски права, се пари, остана ли нешто од таа фудбалска магија? Фудбалската магија секогаш ќе остане, без разлика на глобализацијата и капитализмот кој влезе во фудбалот, и самиот интерес на нас, обичните луѓе и навивачите, го прави фудбалот да биде побогат и тие што се на власт, условно кажано, што го водат фудбалот, ќе сакаат да заработат што повеќе, кога веќе интересот е толку голем. Магијата на фудбалот ќе остане секогаш. Секогаш ќе има вонсериски таленти кои ќе не воодушевуваат, ќе има нов Меси, тоест можеби не буквално нов Меси, но ќе имаме нова фудбалска звезда, Ламин Јамал, Ембапе, Халанд, во иднина ќе се појават и други, секогаш ќе бидат идоли на децата и ќе продаваат дресови и така натаму. При тоа тамо се уште и Леонел Меси и Кристијано Роналдо. И Роналдо, секако тие се две икони на фудбалот кои не знам дали други некои ќе трајат толку многу на врвот
на светскиот фудбал, но сакам да кажам дека секогаш во фудбалот ќе најдеме ние магија, ќе најдеме за кого ќе навиваме, за кого ќе купиме дрес и така натаму за клубови што ќе навиваме. А ги спомена цените на билетите, тоа е виновник тука е FIFA пред се, затоа што тие не ги ограничуваат цените на билетите, како што го прави тоа УЕФА. Пред неколку месеци или два Александар Чеферин беше во посета на Фудбалската федерација на Македонија, имаше едно интервју со луѓето од федерацијата кое беше објавено на YouTube и може да се погледне и баш имаше едно прашање за цените на билетите на светското првенство и на европските првенства. FIFA на пример нема граница на билетите на цените, значи и за препродавање Пазарот ја одредува. Пазарот ја одредува. Значи они почетно ги ставаат доста високо, а сега во Америка уште повеќе. УЕФА од спортивна страна има достапни билети, сега не знам точно да не ме фата точно за збор гледачите, но мислам дека најскапиот билет за оние најобични навивачи е 68 евра за европско првенство. И тоа е така традиционално и не може да се смени. Сакам да кажам, е достапен билетот. Сега, нели, препродавањето е веќе друго, но првото купување 70 евра за да гледате европско првенство е релативно ефтино. Ако се сеќавате и колку наши навивачи отидоа на европското првенство во Букурешт, каде што игравме и во оние ковид протоколи се, значи беа достапни билетите. Македонија да играше сега на светското првенство во САД, во Канада или било каде да беше во Мексико, имаше од диаспората, но тешко дека некој ќе си дозволеше да отиде со вакви цени. А исто да важи и за сите останати репрезентации. Ако аргентинците се жалеа за во Катар цените, сега се уште повисоки и за билети и за престој. Например, има сериозни критики во САД за јавниот транспорт, дека цените се исклучително високи, паркинг просторите се по илјадници евра, например, за финалето, за да закупиш паркинг за едно возило, не знам, 1000 и нешто долари беше. Мене ми падна во очи една многу убава, добро смислена реклама за една канадска авиокомпанија, вели можете да ја гледате Португалија за 3700 евра, билет до Мадеира, за или Лисабон. да патувате да ја видите, значи Португалија е репрезентацијата за 3000 долари билет, или да отпатувате во Португалија да ја видите земјата само за 1000 долари, ако колку што ќе веќе авионскиот билет. Навистина тоа е болно што цените одат високо, бидејќи се губи вистинскиот навивач на фудбалот. Фудбалот го изградија луѓето со малку пари, оние што нели најсиромашните како се вели. Тоа го има проблем веќе и во премиер лигата, ако ги следите доволно над преварите, например секоја година цените на билетите од нагоре и нагоре, тоа е затоа што е таа голема побарувачка на туристичкиот фудбал, така наречен, затоа што доаѓаат многу луѓе од Азија, од Северна Америка, па и од Јужна Америка и бараат билети да го гледаат Манчестер Юнајтед, Арсенал и така натаму, и цените постојано одат нагоре. И например, оние што се долгогодишни навивачи од Лондон, од Манчестер, од Ливерпул, и не секогаш можат веќе да се ги дозволат и годишните билети или билет за еден надпревар, така и на светското првенство, за жал. Добро, рековме ова светско е историско и по тоа што 3 земји се домаќини, тргнува фудбалската приказна од Мексико Сити, финалето е закажано за Њујорк, Њу Џерси, на тамошниот стадион, меѓутоа се игра на големи географски растојанија, значи потребна е логистика, патувања, климатски разлики во часовни зони. Само САД е нели поделена во 4, мислам, часовни зони. Така што колку е ова или ќе биде предизвик за оние репрезентации кои ќе почнат и ќе седат до крај таму до 19 јули, значи ќе ги поминат групната фаза, па ќе одат понатаму во... Мислам дека Срген најдобро ќе каже, бидејќи како поранешен фудбалер и како тренер знае како одат патувањата. Па секако дека и температурната разлика е огромна. Некаде може да биде 18-20 степени, некаде 40, така да исцрпувачки ќе бидат и надпреварите. И термините. И термините се многу лоши, така да јас пак ќе кажам, све се прави све за профит, за комерција, за финанси. И тоа какви 3 земји, сега не се овие Бенелукс земји, па тука да е се него Канада, Америка. Затоа велам големи географски растојанија од Мексико до Канада. Цел континент. 2,5 Европи се тоа, да ги споиш Мексико Сите, тоа има преку 500 милиони жители, така да огромни земји, огромна
и температурна и временска разлика и ќе биде голем проблем за репрезентациите, за привикнување. А следното светско ќе биде уште по-проблематично. Зборувам за почеток. 2030-та, Мароко, Шпанија. Мароко, Да, Шпанија и Португалија, Португалија. но првите надпревари ќе се играат, првиот надпревар ќе се игра во Монтевидео како дел од таа прослава на 100 годишнината од првото светско првенство, бидејќи ФИФА не им го додели светското првенство на неколку земји од Јужна Америка што се кандидира, ако не се лажам, бе Аргентина, Уругвај и Парагвај заеднички. Ќе почне во во Јужна Монтевидео, Америка, па ќе се ќе се игра престрелива. потоа, мислам дека вториот и третиот надпревар во Аргентина, ако не се лажам, и потоа ќе се игра во Мароко, Шпанија и Португалија. Значи ќе биде фактички во 5 земји. Добро, во интерес на гледачите, цените парите повторно, прилагодени се термините за нас европејците, можеби и добро средноевропско време. Имаме интересни надпревари во 21 часот, оние вечерни убави термини. Меѓутоа има надпревари кои ќе се играат рано наутро во 4 часот и во некои помалку згодни термини. Претендирате да ги гледате сите надпревари? Е, например, Бранко како пасиониран љубител на фудбалот и како спортски новинар, значи по ќе зависи вокација. тоа за работните врски за следниот Ќе ден. успееш да ги Ако изгледаш сите? Па ќе се трудам. Срđan? Па ќе видиме од интерес кој е подобар надпревар, но сепак она ќе се надоврзам дека јас реков дека губи квалитетот. Квалитетот ние ќе го добиеме кога ќе почнат на елиминациона фаза, кога ќе почнат да испаѓаат екипите и тогаш ќе се Почеток на јули. Почеток на јули, тогаш мислам дека и гледаноста ќе биде и во ноќните термини. Добро, вечерва Во отвараат утрешните. Мексико и Јужна Африка. Некако возвратно му доаѓа, бидејќи во 2010 кога Јужна Африка беше домаќин, првиот надпревар беше Јужна Африка против Мексико, ако се сеќавате. Да. Сега Мексико е домаќин, па отвара со Јужна Африка. Срган како поранешен репрезентативец, ако добро забележав, 22 настапи за македонската репрезентација. Да, 3 гола. 3 гола, да. И еден фантастичен против Малта, можам да Така? се сеќавам. Пријателски надпревар, ако не беше, или квалификацијски, знам дека беше страшно атрактивен погодок, го паметам тој еден погодок. Така. За жал не сме учествувале до сега на светско, на европско учествувавме 2021, но тоа беа генерации после тебе. Што е поголем притисок сепак за еден фудбалер, на пример, сега кога станува збор за надпревари од ваков карактер, мундијал, значи. Дали е тоа отварањето, дали е финалето? Или секој надпревар е притисок сам по себе? Секогаш е најтежок првиот надпревар. Првиот надпревар, прво не знаеш со што се соочуваш, во каква состојба се играчите, дали се спремни, дали не се спремни, психолошката подготвеност. Сега кога сме конкретно на мундијал или на европско, тука се многу и истрошени играчите. Кога збориме некој податок, вчера најдов на некој податок дека Манчестер Сити има 19 играчи што ќе го представуваат на мундијалот. Значи тие завршија пред некој ден, одма се приклучија на репрезентацијата, немаат ни одмор. Затоа и малце можда е тука и квалитетот ќе опадне кога се игра во овој термин на светското првенство, бидејќи се доста заморени, играат по 60-70 надпревари, но првиот надпревар е најтежок. Понатаму како се одвива првенството, ќе земаат залет по добрите репрезентации, ќе играат доста подобро, а по квалитетните репрезентации имаат и поголем ростер, поголем избор, така да ќе освежуваат и затоа овој турнирски надпревари се многу значени да имаш голем ростер за да можеш да ротираш и да ги освежуваш играчите. Добро, ајде малку околу прогнозите, односно вака да се проанализираат земите фаворити. Од 1930, значи од првото светско првенство во Уругвај, само 8 држави досега станале светски шампиони. И тоа е, например, Бразил неколку пати, 5 пати, мислам. Потоа се Германија и Италија со по 4 титули. И другите натаму со помалку Франција и Шпанија со по 2 или Шпанија едно. Шпанија едно? Добро, Франција е 2. Аргентина е исто така неколку. Што ги прави овие држави различни? Зошто се токму тие фудбалските велесили и некако тешко им оди на другите земји да влезат во тој круг на 8 земји? Видете, тука сега не знам дали се фактори, дали е традиција, дали е она што фудбалот во тие земји е она што е број еден од спортот. Сум размислувал на оваа тема, на ова прашање и, например, јас како фан на холандската фудбалска репрезентација, има 3 финалиња на турнири каде што била најдобрата можеби репрезентација, играла најдобар фудбал, а никогаш нема освоена. Португалија исто?
Португалија нема финале, не играла секогаш најдобар фудбал Португалија до пред Кристијано Роналдо, иако имаше страшни играчи како Руи Коста, како Фиго, Жоао Пинто, никогаш не била во оној, да речеме, врв, можеби претходно со Еузебио 60-тите и 70-тите години, но Португалија е, да речеме, во последните 2-3 декади во таа елита на репрезентација. Но Холандија не е, например, Холандија е секогаш при врвот и секогаш била претендент. Пак ќе речем, има нешто во традицијата, а има нешто во тоа што, например, холанѓаните секогаш може сакаат да играат малку поотворено, па тоа им се одбивало од глава. Например, италијанците не го преферираат тој фудбал, а имаат освоиле 4 титули. Освоиле 4 титули, например. Германците знаеме што ги прави да бидат фантастични спортисти и нивната голема традиција во фудбалот, но и таа ни инаат и физичка супериорност и самодоверба дека се најдобрите ги прави посебно. Типичен пример ми е тоа дека не секогаш таа традиција важи дека репрезентацијата ќе освои титула, тоа е Англија. Едно светско првенство, 66 година на домашен терен, со, ако ги гледаме сега снимките од некои од головите таму, со доста контроверзни одлуки што денеска не би поминале, не би ја донале Англија до финале или до титулата, но не можеме никогаш да исклучиме Англија нели од еден од топ фаворитите за светско првенство со оглед на квалитетот. Тука има нешто и во притисокот кај домашната јавност, има нешто и многу фактори играат. И најинтересен факт ми е мене околу светските првенства и освојувачите е тоа што ниту еден странец селектор не освоил светско првенство. Секогаш Италија со домашни, Германија со домашни, Франција со домашни, Шпанија со домашен со Дел Боске. Значи ја отпишуваш одма Англија, не отпишувам, за селектор. Тука сакам да отпишуваш и Бразил веројатно. Не го отпишувам, тука сакам да дојдам до тој момент дека сега имаме неколку репрезентации што имаат странски селектори, а се многу интересни селектори како индивидуи, како фудбалски филозофи. Например, Тухел и Анчелоти или? Да, искрено, например, секогаш мислев дека Анчелоти ќе биде одличен селектор на Бразил. Кога беше тренер на Реал, на Челси, на Милан, но затоа што кај Карло Анчелоти не може да му го спориме фудбалското знаење како тактики, како бидејќи беше и голем фудбалер и голем тренер каде и да бил, но има тоа што го немаат повеќето тренери, има блискост со играчите. Има некое другарство, создава хемија што многу малце други тренери може да направат. И стил како да се наметне меѓу звездите, веројатно. Да, и мислам дека таа негова малце италијанска лежерност може да им помогне многу на бразилците да добијат. Бранко, извини што ќе те прекинам во интерес на времето, јас сепак би се обложил повеќе на Франција, Шпанија и Аргентина кои имаат домашен селектор. Секогаш се наспроти Англија и Бразил со Анчелоти и Тухел. Мене ќе ми биде интересна Англија за гледање, затоа што Тухел одлучи да не ги викне сите звезди што ги има на располагање на истите позиции, например, Фил Фоден нема да игра, Кол Палмер нема да игра на светското првенство. Исклучи некои и други. Да. Мегваер. Сакам да кажам, интересен тренер е затоа што он сака играчи според неговата филозофија и тој смета дека таа компактност што и недостигаше на Англија во минатото и неговата тактичка дисциплина ќе му донесе можеби успех, ќе донесе на Англија. Иако Англија во минатото играше финале европско, полуфинали на светски првенства, но секогаш губеше за пенали или еден гол, еден кикс или така натаму. Мислам дека Тухел е многу интересен тренер, многу го почитувам и ми е интересно да видам што ќе направи со Англија на светското првенство. Добро, кога станува збор за историски податоци и она што историјата го покажува како статистика, многу интересен податок, барем мене ми се виде дека тешко не европска земја освојува шампион мундијал кога се игра надвор од Европа. Тоа им успеало само на Шпанија во 2010-та во Јужна Африка и на Германија во Бразил 2014-та. Бразил од друга страна нов селектор Анчелоти, таков врвен стручњак, без титула од 2002. Аргентина секогаш опасна, со добар селектор, со добар тим и со се уште актуелен Меси. Имали шанси да ја одбрани титулата и тоа е историски тешко им оди на репрезентациите. Франција имаше обид, ќе направеше за малку такво нешто во Кувајт, ако ја одбранеше титулата од 2018 во Русија, нели? Шпанија компактна, многу силна. Селе нека ги каже неговите фаворити, има наистина многу и тешко да се анализа или Франција со таков. Јас само ќе се навредам на претходното прашање, тоа се што ги кажа Бранко, сите тие стојат, ама тие се
и некои надворешни фактори, јас ќе кажам дека главен фактор се и нивните школи. Значи тие се посебни школи каде што ние да погледнеме и во рамки на европски или светски фудбал, пак се нивните деца се дали U15, U16, U17, U19, U21, пак се тие главни фаворити за освојување. Значи, производството директно, а другите се тие исто фактори, притисок и што ги наброи Бранко. Прво и основно е производството од долу. Значи, посебни школи, квалитетни тренери и квалитетна едукација на целиот потенцијал. И според ова, кој е фаворит? Или уште малку поконкретен да бидам? И секогаш се вртиме ние околу истите фаворити. Франција, Шпанија, Аргентина, Бразил и тука Португалија, значи тоа се 5-6, Англија, значи тука се тие. Германија ја нема меѓу првите 6. Германија за жал мислам дека Јас не сум убеден во Германија, искрено. Да, она златно време мислам дека им помина. Тоа е друга приказна, она што они има, што ги фатија сите деца, тоа е... Не успева да создадат нова генерација? Не успеа да создадат, освен Мусијала и Вирц, но ова година мислам дека и Мусијала и Вирц не се во најдобра форма, не одиграа добро и мислам дека Германија нема таков потенцијал за висок пласман. А што се однесува до другите екипи, за мене главен фаворит е Франција. Тие имаат многу страшен напад, имаат 6 играчи, што ете тројцата се од ПСЖ, Ембапе, Олисе. Надвор од ПСЖ се Ембапе, Олисе, Шерки. Одамна не сме виделе таков играч. Ги кажа тие се Баркола и Дембеле, тука и Турам. Така да имаат страшен напад. Португалија има страшен везен ред. Да. Значи, која е најподценета репрезентација според вас од вака до сега во обложувалници, во... Па, колку што ги видов, вака фаворитите на повеќето обложувалници, Шпанија е фаворит број 1, со Франција. Се тука некаде, ако добро се сеќавам, Аргентина не ли се даваат нешто премногу шанси на Бразил, но тоа никогаш не мора да значи. Ако судиме по светското во Катар, Аргентина го загуби првиот надпревар со Саудиска Арабија и мислевме дека толку ќе биде од Аргентина и како што кажа и Срѓан, првиот надпревар е многу важен за репрезентациите. Или ќе те разбуди, или ќе ти покаже дека не си на тоа ниво каде што си. Иако не треба да ги подцениме германците, мислам дека јас се согласувам со Срѓан дека ја нема таа репрезентација за светско првенство да освојат. И исто ќе се согласам, можеби претходно во моето излагање ја подценив Португалија во минатото. Овој пат, според мене, го имаат најдобриот среден ред, како што кажа и Захариевски. Бруно Фернандеш, Витиња и Жоан Невеш од ПСЖ се неверојатни играчи од среден ред и како тренер Захариевски може многу подетално да каже каква работа вршат на теренот, тоа е неверојатно. Со Роналдо во напад и тоа негово лидерство можат да бидат едни од фаворитите, но ќе треба многу фактори да се поклопат и пак велам секогаш е најважно елиминациите кои со кого паѓа во осмина финале, четврт финале, сега имаме едно плюс нели нокаут фаза. Секогаш ќе биде важно која репрезентација на која страна ќе биде. Кои се според вас прогнози за репрезентации и изненадувања од типот на Мароко во Катар или Хрватска во 2018-та во Русија до стаса до финали играше? Тешко е да се одреди. Каде се хрватите? Каде е африканскиот фудбал после историскиот успех на Мароко во Катар? Спомнавме со Захариевски пред емисијата и мислам дека ти ги спомена Сенегал дека може да бидат така од афричкиот континент. Али нешто повеќе да влезат во осум. Мислам дека овде ќе завршат главните фаворити и ќе немаме некој Мароко сега и Мароко и да стигне до некаде не е големо изненадување. Имаат супер репрезентација, хрватите искрено не ги гледам. Мислам дека таа веќе и остарена, веќе им помина Зенитот на таа репрезентација, така да друга репрезентација не гледам, све се сведува на овие 5-6 репрезентации и ќе видиме на крај кој ќе освои. Факт е дека сите ќе бидат тешки ореви за кршење, не може да подцените никого, ни не знам, Јужна Кореја, ниту Иран не може да го отпишете затоа што Јапонија, тоа ќе бидат сите репрезентации кои ќе бидат тешки да се победат, особено во групна фаза. Сега не знам тука нели Курасао, Хаити, тие репрезентации не сме ги гледале премногу и немаме многу информации за нивниот квалитет, но африканските селекции се секогаш цврсти и тешки за играње, а исто од Азија, Австралија секогаш е на пример традиционално тежок ривал.
ако бараме некој изненадување, јас би типувал на некој од домакините. Затоа што ниту една репрезентација не сака да игра против домаќин. Мексико, да, може би и САД да изненада. Тие ако видат дека една статистика во последните 25 надпримери против европски репрезентации немаат победа, со големи репрезентации зборам, но може би да направат некој изненадување не до полуфинале како во 2002 Јужна Кореја и Турција кога стигнаа до полуфинале или не знам, но може би до 8 финале, четвртфинале некој од репрезентациите, може би Мексико, бидејќи имаат френетични навивачи, атмосфера неверојатна на домашен терен и мислам дека може да направат. И муабетов за фудбалот е бесконечен, но мораме да привршуваме уште 10 минути имаме од емисијата. Сакам да одиме кусо побрзо со одговорите. Играч што ќе го одбележи, дали е тоа Јамал или мислите дека ќе има и некој нов талент што ќе блесне ваму? Или кој играч би можел да биде најголемо разочарување? Конечно, очекуваме веројатно да се пензионираат, да се прогнозира. Тешко е да се прогнозира. Не знаеме, можеби ќе се работи за мала повреда или за нешто така. Од играчите кои може да блеснат, сите може да блеснат. Јас очекувам многу искрено од Хери Кейн, игра неверојатни 2 сезони во Бајер Минхен. И можеби пак ќе го се навратам на Тухел дека можеби таа негова тактичка дисциплина може да му помогне многу во напада. Сега гледав еден пријателски натпревар, постигна еден неверојатен гол со глава кој буквално сите се погледнаа меѓу себе играчите дека како го постигна овој гол. Тој играч што може буквално од секдека да погоди и од надвор од 16-тникот, да не зборувам за внатре во 16-тникот. Тешко е да се одреди и интересно е секој светско затоа што има еден играч што се истакнува, не сме го знаеле претходно. Ќе го споменам Хамес Родригес 2014 во Бразил, колумбиецот. Имаше фантастични голови, мислам го знаевме од Европа во Порто, но не беше таа звезда, нели, потоа и во Реал Мадрид отиде. А и потоа се загуби. Сакам да кажам, секогаш има некој играч ќе блесне, не знам, Хакан Шукюр во 2002. Има некој играч и се надевам дека ќе не толку познато име ќе блесне сега на ова светско првенство, Диего Форлан 2010 со оние џабулани топки, со неговите слободни удари. Добро, да одиме малку да се вратиме на Балканот. Нашите велите од репрезентациите од нашата окружување, од географската близина, од поранешните ју републики, на хрватите не им давате големи шанси поради промената на генерацијата. Какви се вашите прогнози за Босна и Херцеговина, која е прв пат учесник на еден ваков голем турнир, и каде е тука Македонија сега? 48 репрезентации, дали сме поблиску до настап на светско првенство, сепак отколку што јавноста мисли, бидејќи станува збор за тука Срđan веројатно ќе ни каже повеќе, репрезентација која покажа дека може да победи секого. По победата на Германија во каде беше, во Дуисбург, или и по победата на Италија во Палермо. Или Дизелдор, така нешто, да. И особено по елиминацијата на Италија во Палермо покажавме дека можеме да победиме секого. Но еве, нешто сепак ни недостига. Колку сме блиску, а колку далеку од настап на светско првенство во конкуренција на 48 репрезентации. Ке треба да чекаме ново проширување или ке можеме во некоја наредна фаза со оглед на тоа што еве Узбекистан, Хаити, други репрезентации се пласираат таму, што ни треба нам? Зошто не го следиме примерот на Хрватска? Хрватска е мала земја, 4 милиони, па еве секогаш до крај стасува некаде. Па добро, кажав јас, главен фактор се фудбалските школи. Така да хрватите имаат Динамо една од најдобрите европски и светски школи, во топ 10 се секогаш. Србија исто тука, Партизан, Звезда, школите им се страшни, така без генерирање на млади играчи, без генерирање на потенцијал, без препознавање на играчи, мислам дека ние ќе каскаме, да бидеме искрени, ние на европско да, отидовме, ама забораваме како отидовме преку Д Лига на нации, каде што е главен фаворит, не знам, ни беше Грузија. Не отидовме преку некои квалификации, друго е како сега што отиде Босна преку квалификации, така да тука се дига и моралот кај сите играчи кога ќе победиш некои репрезентации. Да, имаме исклучоци, победивме Германија, победивме Италија, да не заборавиме на тој надпревар, ја уште се сеќам, италијанците имаат 36 шута на гол, така да со првиот шут од 90 минута ние победивме, има и фактор среќа, но немаме континуитет, сега имаме и некоја и промена на генерација, отидоа доста играчи и дури сега ќе почнеме некако да се бараме
да најдеме нова хемија, нова генерација, а она што гледаме од доздола што идат, нити сме учесници, нити сме, ние се радуваме ако стигнеме во главна фаза на некои квалификации. Значи, во младински категории. Добро, сега и пред 4 години за Катар квалификациите бевме на чекор. Загубивме од Португалија. Исто не Босна ја победи Италија. Јас ќе се надоврзам на Срѓан и на неговата поента што ја кажа и претходно за оние победници на светските првенства, дека младинските генерации, младите генерации се она иницијална каписла и она покажуваат каде ќе оди репрезентацијата, така беше и за нас. Ние се пласиравме на младинско европско првенство. Да, со 2016 до 2017. И тоа да потенцираме 12 екипи беа. Да, 12 екипи. Тоа го забораваа, јавноста го заборава и ние во нашата група бевме пред Франција, каде што Франција играше Дембеле на пример. Така е. И таа генерација што веќе, ама таа веќе сега, таа генерација повеќето од таа младинска генерација дојдоа во сениорите, потпомогнати тука со Адеми, Пандев, знаеме каков играч беше Пандев, Несторовски, неколку поискусни играчи, Столе Димитриевски на гол. Ние направивме добра репрезентација, квалитетна, спојно искуство и младост, тактички зрела репрезентација која знаеше. Сега што имавме тогаш во 2006. Сега немаме ние младинска. Зошто немаме младинска репрезентација? Не создаваме иста генерација како таа во 2016-17. Не е едно прашање, односно не е едноставно прашање зошто ние немаме. Ние тој фактор може да го бараме од милион страни, затоа што многу работи треба да се вклопат кај нас во Македонија да имаме ние успешна младинска селекција, да се погодат во исти неколку генерации страшно талентирани играчи и тие да играат за Македонија. Не имаме разводнување на квалитетот на младинските селекции. Работата во клубовите, Срѓан најдобро ја знае, подобро од мене како новинар, тој е инволвиран, знае како се работи во клубовите. Се почнува од базата, кај клубовите. Репрезентациите се едно, репрезентациите црпат од клубовите. Ако клубовите не се фокусирани на младите, репрезентацијата ќе трпи. Да. Тоа е факт. Че не може репрезентација, селекторот не ги учи на фудбал. Тоа треба да го знае јавноста и сите, и играчите, и тренерите, и родителите што ги носат децата на клуб. Во клубот треба да бараат одговори зашто години имавме подобри клубови од сега? Не. Дали беа подобро организирани? се погоди таа една генерација на талентирани. Значи до среќата беше, до звездите? Не е до среќата, до поклопување на коцките, затоа велам кај нас во спортот генерално успехот е инстант. Затоа велам што е сменото на подобро, а што на полошо во однос на една деценија. Вака сега имаме сите. Си замина Пандев. Сите што сме во спортот, во фудбалот, имаме сите одговорност. Така да и јас преземам одговорност, така треба да преземат и други одговорност. Кај нас фудбалските тренери, кај што сум и јас, не збориме за сениорски фудбал, збориме за младински, тоа не е примарна работа. Не е ни секундарна работа. Тоа е терцијална. За жал. Терцијална работа. Значи кога ти е таа втора или трета работа, тоа е само аматеризам тоа. Аматеризам, додаток на буџет. Додаток на буџет, имаш примарна работа, секундарна работа, не знам, и ова ти е терцијална работа, идеш за да земеш. Значи, тука нема напредок, немаш ти со 2 тренинга у неделата и тоа неспремни тренинзи, не се знае што се работи во фудбалските школи, во клубовите, минимални се платите, јас ги разбирам и тренерите што работат во школите, минимални се платите. А талентите се големи. А таленти секогаш има, постојат. За жал, мислам дека, јас од нашата фела зборам, тренерската има голема вина. Али не по вина на тренерите. Добро, се почнува и завршува со парите веројатно, меѓутоа додека се тркала фудбалската топка ќе постои таа магија, бидејќи фудбалот секогаш во историјата и во иднината ќе биде нешто што тешко кој ќе може да одолее на таа приказна. За крај мораме да завршуваме. Тип ваш прогноза, финале и шампион. Срдина рече Франција, меѓутоа кусо само. Како го гледате финалето на 19 јуни? Не знам, навистина кој ќе бидат финале, за да ве поканам потоа и да анализираме. Ќе видиме како ќе испадне шемата, костурот на репрезентација. Многу е важно за тоа. Ја ќе се согласам со Срле дека Франција е убедливо фаворит, број најквалитетна репрезентација и според мене. А ако дојдат до финалето и освојат, и тоа ќе биде трето финале поред, нели 2018, 22 и сега, типувам на Франција, ќе најавам за Холандија, така нека биде. Јас би сакал Франција, Шпанија и да мислам дека овој шампионат ќе го бележат Олисе и Јамал. Поради младоста и нивниот талент и мислам дека Пеп Гвардиола пред месец дена кажа најдобар играч на светот, кога кажува Пеп е Олисе во моментот, така да
Му ние не верувам. можеме да Моја прогноза за коментирам. крај, Шпанија, Аргентина финале, Германија негде до полуфиналето, можеби навивачки малку, ама така. Ќе видиме. Бранко Срген, ви благодарам многу за денешното издание, во учеството во денешното издание на Секажем. благодарам. Хвала. на вас. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието, останете на Телма и имајте убав ден.